Третиот пролетен Веро Винофест ќе се одржува од 7 до 11 мај пред отворениот паркинг простор во Веро центарот во Скопје. Првите 2 дена програмата ќе почнува во 17 часот и ќе трае до 1 часот по полноќ, додека од петок забавата се поместува 1 час подоцна. Добродојдовте во Урбаните вести, започнуваме. Активности по повод денот на општина Петровец. Објавени огласи за субвенционирано вработување на лица од ранливите категории. 30 на менаџери преку лидер обуки ќе ги подобрат вештините за работа. Вечерва ќе се објават прашањата за екстерното тестирање. Заштитата на личните податоци во телекомуникацијскиот сектор е тема на 55-тиот состанок на меѓународната работна група, кој денеска и утре се одржува во Скопје. Општина Петровец слави 17 години од своето постоење. По тој повод во новата спортска сала се одржа централната манифестација на која настапија децата од културно-уметничкото друштво Кочорацин од Петровец, а во тек е турнирот во мал фудбал на кој учествуваат 20 екипи. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. По повод денот на општина Петровец 6 мај Ѓурѓовден, денеска во општината беа организирани повеќе активности. Главниот настан се случи во новоизградената спортска сала во дворот на основното училиште Кочорацин, каде се одржа културно-забавна манифестација за посетителите кои дојдоа во голем број заедно да го прослават денот на општина Петровец. Во културно-забавната програма настапија децата од културно-уметничкото друштво Кочорацин од општина Петровец и децата од теквондо клубот од ова населено место. По повод денот на општината за прв пат се организира и турнир во мал фудбал на новоизграденото фудбалско игралиште со вештачка трева, а надпреварите стартуваа пред неколку дена и во него учествуваат 20 екипи. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски изјави дека овој турнир ќе прерасне во традиционален. По повод роденденот на општината 6 мај Ѓурѓовден, значи општина Петровец организираше културно-забавни представи овдека во новоизградената спортска сала, каде што учество ќе зема културно-уметничкото друштво Кочорацин од општина Петровец. Теквондо клубот ќе настапи со неколку точки исто формирано од страна на општина Петровец и ќе имаме значи пријавено 20 екипи во мал фудбал, значи направиме турнир, формираме за прв пат оваа година турнир во мал фудбал, каде што учество зема повеќе од 20 екипи и ќе гледаме значи овој турнир да прерасне во една традиција по повод денот на општината. Традиционално, како и секоја година, па така и оваа, општина Петровец ги награди најдобрите и најуспешните на литературниот и ликовниот конкурс на тема Мојата општина од основните училишта Кочорацин и Братство и единство. Нагости на градоначалникот Митевски беа и градоначалниците Тони Трајковски и Жика Стојановски од соседните општини Газибаба и Илинден. Лицата од ранливите категории кои потешко се вработуваат, од денеска ќе имаат можност да ги искористат мерките за субвенционирање кои денеска ги презентираше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Бенефит од овие мерки ќе имаат и работодавачите. Невработените и работодавачите од приватниот сектор од денеска може да аплицираат на огласите за мерките субвенционирано вработување и субвенционирање за вработување деца без родители. Огласите се објавени на веб страницата на Агенцијата за вработување avrm.gov.mk и во дневниот печат, информираше денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Со објавените огласи се опфатени лицата кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, како жртви на семено насилство, деца без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, роми, самохрани родители, жртви на трговија со луѓе, осудени лица по отпуштање од казнено-поправна установа. Денес во дневниот печат и на веб страната avrm.gov.mk излегуваат 2 огласи за невработените активни баратели на работа и за работодавачите од приватниот сектор, и тоа за мерките субвенционирање на вработување и субвенционирање на вработување на деца без родители. Мерката за субвенционирање на вработување наменета за евидентирани невработени лица, активни баратели на работа со особен приоритет за долгорочно невработените лица, возрастни лица од 50 до 59 години, за ранливи групи на граѓани
но исто така и за младите лица до 29 годишна возраст. Со оваа мерка се предвидува субвенционирање на вработување преку финансиска поддршка за секое вработено лице од овие категории, при што државата ќе субвенционира износ од 13.000 денари месечно за период од 6 месеци. Работодавачот им обврска лицето да го задржи на работа најмалку уште 12 месеци, односно вкупно 18 месеци на работа, или на негово место да вработи друго невработено лице од евиденцијата на невработени лица на Агенцијата за вработување, при што приоритет ќе имаат лицата од истата целна група. Додека пак за лицата од ранливите категории, односно лицата кои што потешко се вклучуваат во пазарот на трудот, како што се жртви на семено насилство, деца без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, роми, жртви на трговија со луѓе, осудени лица по напуштање од казнено-поправните установи. За овие групи ќе се обезбеди субвенција, односно финансиска поддршка за вработување во износ од 17.000 денари месечно во период од 6 месеци, од кои 3.000 денари како надомест за направените трошоци за подготовка на лицето во работниот процес за работодавачот и 14.000 денари за плата. Работодавачите може да конкурираат за субвенциите доколку не го намалиле вкупниот број вработени лица 6 месеци пред објавување на јавниот оглас, освен во случај кога намалувањето на бројот бил поради поминување на определено време, пензионирање и случај на смрт. Со субвенционирање не може да вработат лица што ги отпуштиле пред објавување на огласот. Не треба да имаат ниту долгови за даноци и придонеси, објасни директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски, додавајќи дека работодавачите ќе имаат соодветни субвенции во текот на 2 години. Во првата година ќе користат субвенција во висина на минимална плата и 100% од придонесите за платата, а во втората година 100% од минималната плата и 50% од придонесите за таа плата. Мерката субвенционирано вработување на деца без родители е мерка која што работодавачите имаат соодветни субвенции кои што ги користат во текот на 2 години. Во првата година работодавачите ќе искористат висина на минимална плата загарантирана во Република Македонија и 100% од придонесите за таа минимална плата, а во втората година ќе искористат 100% од минималната плата и 50% од придонесите за таа плата. Значи 2 години трае субвенционираното вработување на децата без родители. Па така би истакнал сите оние компании кои што сака да бидат општествено одговорни и кои сака да учествуваат во Америка е можност да се пријават на овој оглас, да аплицираат. Нормално претходно треба да ги имаат избирено сите давачки јавни, како што се придонеси, даноци и така натака, со тоа што би биле во конкуренцијата на компании кои што може да учествуваат и воедно да не го намалиле вкупниот број на вработени лица кои што го имале 6 месеци пред огласот. Менаџери на компании од преработувачката индустрија, агросекторот и трговските и услужни дејности ќе следат обуки за предприемништво и воведување на одредени иновации во работата. Обуките ги одржуваат професори од Универзитетот Ричард Ајви од Канада. Менаџери од 30 на мали и средни компании од денеска ќе ги следат двонеделните лидер обуки што ги организира Сојузот на стопански комори во соработка со организацијата Македонија 2025. Обуките се бесплатни и се одржуваат 7 година поред со професори од Универзитетот Ричард Ајви од Канада. Фокусирани се на развојот на предприемништвото, стратешкото планирање, финансиското работење во компаниите и воведувањето на одредени иновации. Годинава обуките ќе ги посетат менаџери на компании од преработувачката индустрија, агросекторот и трговските и услужните дејности. Извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов истакна дека интересот за обуките од година в година е се поголем, што покажува дека истите се успешни. Тоа се обуки кои се однесуваат за менеджмент структурите во компаниите, претежно во малите и средни компании, и тоа онаа структура на middle, така наречен middle или среден менеджмент кој сметаме дека е доста влијателен и може да придонесе за развој како на капацитетите на самата компанија, меѓутоа и за поуспешно работење на самите компании. Овие тренинг процеси, односно обуки, се токму фокусирани на развој на предприемништвото, развој на стратешкото планирање, на финансиското работење во компаниите
воведување на одредени иновации во компаниите кои се едно искуство на глобално ниво кој Универзитетот Ричард Ајви од Канада го има и го спроведува веќе 25 години со оваа програма во разни земји низ целиот свет. Конкретни примери каде што одредена компанија со воведување на одредени промени во производниот процес, значи тоа е исто така иновација, имаат зголемување на своето производство во одредени сегменти и до 50%. Лидер проект менаџерот Том Пикос нагласи дека искуството досега е одлично и дека Македонија е едно од најдобрите места за имплементирање на проектот Лидер. Лидер денеска е присутен во многу земји во светот, Гана, Сибир, како и денес во Скопје. Ричард Ајви е познат по нивниот метод студија на случај, на реални примери преку кои што се стекнуваат со посебен вид на вештини, стратешко планирање, подобрување на финансиското работење и така натаму. Искуството досега било феноменално, со тоа што би додал дека нашиот, значи Скопје е прогласен за еден од најдобрите сајтови за имплементирање на проектот Лидер и самите учесници, односно фасилитатори, инструкторите кои што доаѓале од Канада досега се презадоволни затоа што не само тие што може да им помогнат на македонските компании, тие можеле да научат многу од нив. Министерството за образование и наука вечер во 21 часот ќе ги објави прашањата за предстојното екстерно тестирање за основните и средните училишта, што ќе се одржи од 2 до 10 јуни. На интернет страницата прашања externo.dic.edu.mk ќе бидат јавно достапни вкупно 425.800 прашања, од кои 221.900 на македонски и 203.900 на албански, турски и српски јазик. Има прашања за 5.141 предмет во основното образование и за сите струки и насоки во средното образование. Бројот на прашања зависи од застапеноста на предметот во наставниот план. За наставен предмет кој е застапен со 1 час неделен фонд во наставниот план за основно и средно образование, изготвени се 100 прашања. За наставен предмет кој е застапен со 2 часа неделен фонд во наставниот план, изготвени се 200 прашања и така натаму. Изготвените прашања потоа се проверени и рецензирани од страна на професори ангажирани од Државниот испитен центар. Годинава со екстерното тестирање ќе бидат опфатени вкупно 189.037 ученици од 4-то оделение во основното образование до 3-та година во средното образование, како и 18.126 наставници од вкупно 680 основни и средни училишта. 3 дена пред полагањето, учениците ќе бидат известени за предметите по кои ќе бидат тестирани, а до 16 мај секој граѓанин ќе има можност да пријави одредена техничка грешка или евентуална нелогичност во прашањата. Министерството за образование и наука очекува дека предстојното екстерно тестирање ќе помине во најдобар ред. Кол-центрите на Државниот испитен центар ќе бидат отворени за било какви информации или пријави на техничка поддршка во деновите додека се одвива екстерното тестирање. Заштитата на личните податоци во телекомуникацијскиот сектор е тема на 55-тиот состанок на меѓународната работна група кој денеска и утре се одржува во Скопје, а чиј домаќин на дирекцијата за заштита на личните податоци. Учесниците, преку 40 домашни и странски експерти, ќе разговараат и за неудамна донесената присуда на Европскиот суд на правдата за тоа дека телекомуникацијските оператори не смеат бесконечно да ги користат личните податоци на клиентите. Телекомуникацијскиот систем е развојно најнапреден и во него постојат најмногу можности за злоупотреба на личните податоци, предупредува директорот на дирекцијата за заштита на личните податоци Димитар Георгиевски. Секој што собира, обработува и чува лични податоци е можен прекршител на приватноста на граѓаните, но потенцира телекомуникацијските оператори во Македонија се на прилично високо ниво усогласени со прописите за заштита на лични податоци. 2/3 од представките што дирекцијата ги добила во текот на минатата година се однесуваат за прекршување на приватноста на социјалните медиуми. Според Георгиевски, тие се поднесени од граѓани кои се жалат дека им е злоупотребена приватноста.
Зголемувањето на бројот на представки оцени тој за злоупотребата на личните податоци е резултат на подигање на јавната свест на граѓаните, додавајќи дека негативните трендови не можат да се избегнат, но ваквите конференции се користат за заземање ставови и стекнување искуства за превенирање на состојбите. Од Нукеска на полноќ горивата ќе имаат нова повисока цена. Цените на нафтините деривати од Нукеска на полнок се зголемуваат за половина динар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на Евросупер БС 95, Евросупер БС 98, Евродизел и екстралисното масло за домакинство се зголемуваат за 0,5 динари за литар во однос на цените утврдени со одлуката од 22 април 2014 година. Со тоа цената на Евросупер БС 95 изнесува 80 динари за литар. Цената на Евросупер БС 98 изнесува 81,5 динари за литар. Малопродажната цена на Евродизел изнесува 67,5 динари за литар и цената на екстралисното масло за домакинство изнесува 56 динари за литар. Гери ја одбрани титулата во Лигата на ракометните шампионки. Вардарки го освоија третото место. Милан го доби градското дерби против Интер со 1:0 на Сан Сиро. Повеќе за овие останатите вести од спортот веднаш по рекламите.